Власта која брани криминал и продолжува со политички прогон, дефокусирање и газење на волјата на граѓаните. Власта е исплашена од народот после референдумот и црвениот картон кој го добија, и затоа е донесена денешната одлука за господинот Груевски. Власта која вршеше уцени закани за време на референдумот, пред референдумот и референдумскиот ден, а потоа и оние притисоци после референдумскиот ден, која се оуваше по приватни броеви на луѓе од ВМРО, лажно представувајќи се само за да излезат на гласање, која полнеше кутии за кои што сведоци бевме целата јавност, која легитимираше групно гласање и која е јасно дека се разголи со сите овие случаи, продолжува со истото сценарио на автократско владење. Но вака силејќи се преку политички монтирани процеси и прогони, тие покажуваат всушност целата своја немоќ. Народот нема да го заборави ниту криминалот на оваа влада, ниту предавството на националните и државните интереси. Ова судот треба да го знае, но и оние кои му шепотат на судот како за овој случај, така и за случајот со подкуп за кој Заев беше ослободен, или оној градоначалник Шверцер кој е на слобода дека ќе дојде време кога правдата ќе биде задоволена, а вистината ќе дојде на виделина. Медиумите пишуваат дека имало средба помеѓу председателот на партијата Мицкоски и Галија Ахмети. Тоа го потврдија и од ДУИ. Што се разговара? За сега немам никакви информации во врска со таква средба помеѓу председателот на ДУИ и председателот Мицкоски. Пратениците од ВМРО рековте дека нема да се согласат по новиставни избори за собранието. А од власта не ги припаѓаат оние прибарања од ваша страна. Како ќе тече сега процесот? Видете, како што знаете, завчера и вчера имавме седници на извршниот и на Централниот комитет, на кои што јасно ги потенциравме трите заклучоци кои што ги донесовме. Така да се останато сметаме дека треба да се спроведе во однос на исполнување на трите заклучоци, тоа е назначување на нов јавен обвинител, анкетната комисија за која веќе е поднесено барање и пржинската влада според договорот кој што беше претходно договорен. Дали мислиме дека средата на извршниот комитет еден председател на една општински комитет беше барано да се разреша Драgan Банев и Каран Дебова? И дали партијата има поточни информации кои се можни заканувачи кон пратениците за да не гласат за останалите избори? Видете вака, во однос на разрешување и кадровски прашања од страна на извршниот комитет веќе имавме соопштено дека се работеше за едно разрешување и тоа е заради непрофесионално работење на својата задача и одговорност која што имаше добиено на позицијата каде што беше назначен човекот. Во однос на сите други работи не би сакал да коментирам, бидејќи се работи за седница на извршен комитет и се останато беше кажано она што требаше да се знае во однос на разрешувањата. Нема такви работи. Во однос на заканите, како што потенцирав, нема закани. Знаете дека пратеничката група е едногласно самата потенцираше дека ќе почитува волјата на граѓаните која што беше јасно изразена на референдумскиот ден во неделата.